Таткото пратеник, чичкото градоначалник, а синот, односно внукот, најголем добавувач на нафта за државата. Вака функционира семејно бизнис политичката врска на фамилијата Јаховски, во чија собственост е Пуцко Петрол. Според податоците од Централниот регистер, со компанијата раководи Асмир Јаховски. Тој е син на Исмел Јаховски, кој во овој собраниски состав влезе како кандидат на ДУИ откако претходно во 5 мандати беше градоначалник на Пласница, во првите 2 како кадар на СДСМ, за подоцна да ги смени партиските бои и да премине ка интегративците. На таа позиција сега е неговиот брат Алија Јаховски, за кој на веб страницата на општината пишува дека покрај тоа што раководи со Пласница, тој е управител на приватна компанија Пуцко Комерц, која се занимава со пилење и стружење на дрво. Ова е спротивно на Законот за спречување судирни интереси, според кој пратеници и избрани функционери може да бидат собственици на компании, но не и управители на истите. Сепак ова е само мал дел од сомнителните конекции на семејството Јаховски. Дали има судирни интереси кога таткото е пратеник, чичкото градоначалник, а синот, односно внукот, прв дистрибутер на нафта за државата? Од антикорупцијската комисија неодамна рекоа дека актуелниот закон го ограничува судирот на интереси во рамки на директно учество во јавната набавка. За класичен судир на интерес може да зборуваме во случај кога службеното лице учествува во тендерска постапка или го потпишува договорот, или пак учествува во изборот на економскиот оператор. Кога немаме судир на интереси, во овој случај тогаш може да зборуваме за политичко влијание, кое е најтешко докажливо и широко распространето во земјава. Беше објаснувањето што неодамна го даде од антикорупцијската комисија. Само од почетокот на годинава, јавните предпријатија и државните институции на Пуцко Петрол му платиле над 800 фактури со вкупна вредност од 4,5 милиони евра, покажуваат податоците од дата базата Отворени финансии. Според веб порталот Јавни набавки, оваа компанија точи нафта за градинки, училишта, болници, затвори, јавни предпријатија, општини, но и за многу министерства и други институции. Меѓу најголемите клиенти е Министерството за внатрешни работи, кое само минатиот месец склучило договор вреден над 1,9 милиони евра.